Почитувани сограѓани, на денешната седница на Советот на општина Прилеп имавме повеќе точки на дневен ред, од кои позначајни беа завршната сметка и извештајот за извршување на буџетот на општина Прилеп за 2018 година. Одма ќе кажам посликовито на граѓаните на општина Прилеп да му биде јасно колку, како и што работела локалната самоуправа на СДС на чело со градоначалникот Илија Јовановски. Од овој извештај се гледа дека капиталните инвестиции и процентот на реализација е мизерни 24%. Најниско ниво досега од постоењето на локалната самоуправа. Односно, сликовито. Ова значи да доаѓаш на работа, да земаш плата цела година, а да завршиш само 24% од своите обврски. Од она што градоначалникот го ветуваше пред изборите, затворен базен, спортско-рекреативен центар, реновирање на старата Прилепска чаршија, завршување на училиштето во Сточен пазар и многу други капитални, крупни проекти за кои граѓаните на општина Прилеп му дадоа доверба, апсолутно ништо не е реализирано. Она што го реализираше Јовановски и неговата локална самоуправа во изминатата 2018 година е лага за тоа што го вети пред изборите, а вети 20% пониски сметки за вода. Сведоци се граѓаните на своите сметки за вода видоа дека добија повисоки 60%. Односно, граѓаните на општина Прилеп скапо ја плаќаат лагата на градоначалникот Илија Јовановски за пониски сметки за вода, за кои на изборите му ја дадоа нивната доверба. Што направија друго? Направија двојазичен Прилеп и направија Прилеп во држава Република Северна Македонија. За 2 години централна власт и нецели 2 години локална власт, оваа власт не направи ништо друго, ја обезличи државата, донесе пустош во Прилеп и стори само едно нешто. Непотизам на секој чекор. Си ги вработуваат своите роднини, сопрузи, ќерки, внуци, фамилиите до 9-то колено. Многу пати укажувавме на ова, еве денеска и потврда на оваа седница во извештајот за работата на јавното претпријатие Водовод и канализација, да кажам дека за една година, за 2018 година, има 8 милиони денари повеќе потрошено пари во споредба со претходната година за привремени, односно сезонски вработувања. А обемот на работа е истиот кој го вршеле многу помалце вработени во изминатите години. 8 милиони денари само во ЈКП Водовод потрошени за вдомување на партиски послушници, на роднини, пријатели, браќа, сестри, внуци и останати блиски на челниците, функционерите на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа оваа ненародна, недомајќинска, предавничка власт на СДС мора да биде казнета на првите избори. Ви благодарам.